Поштовани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во Православна ризница на Канал 8. Оваа православна ризница всушност е продолжување на претходната, кога наш вечерашен гостин е повторно отец Дамаскин, игуменот на Лесновскиот манастир. Ке зборуваме за причеста, всушност продолжуваме претходната емисија која зборувавме повеќе за постот и за исповета. Сега наши главни теми на кои ќе се задржиме ќе бидат причеста, простувањето, молитвата и зошто е потребно да се присуствува на светата литургија. Добро вечер повтор пат во емисијата Православна ризница. Добро вечер на сите. Кажав јас, отец, во најавата дека ќе зборуваме за причеста. Во контекст на ова ќе споменам дека смислата и целта на литургијата е самото причестување. Кога треба да се причестуваме и како треба да се подготвиме за причест? Значи, самата света литургија, односно Евхаристијата, е центар и круна на целиот наш православен духовен живот. Самата света литургија всушност и се служи заради светите тајни, односно на секоја света литургија се случува најголемото чудо од сите чуда, најголемиот дар на Божјата милост кој што тој ни ја дал, односно самото негово тело и крв. Значи на секоја света литургија лебот и виното кои што се однапред подготвуваат на чинот на проскомидијата, на самата света литургија, во одреден момент од светата литургија, кој што го нарекуваме епиклеза, по молитвите на свештеникот слегува Светиот Дух и ги осветува даровите, односно лебот и виното ги претвара во вистински тело и крв Христови, кои што однадвор остануваат под надворешен вид на леп и вино, меѓутоа суштински, вистински се менуваат во тело и крв Христови, со кои што верните се соединуваат. Во почетокот на црквата, христијанството било гонето. Првите христијани чувствувале огромна и силна желба постојано да го примаат телото и крвта Христови. Знаеме дека тогаш, иако биле гонети, се криеле, служеле и во катакомби, биле подготвени во секој момент да го дадат и животот за Христа, и моралниот нивни живот, нивото и висината на нивниот духовен живот бил многу висок. Затоа тие биле постојано и целосно подготвени со целиот свој живот, со целото своје срце и разум, постојано да се соединува со Христа. Подоцна по озваничувањето на христијанството како државна религија, во црквата почнуваат да влегуваат и оние христијани кои што немале толку силна вера, кои што не биле толку високо морално подготвени и духовно, така да имало потреба од посебен период на подготовка за светата причест. Во однос на подготовката на светата причест е и постот, реков, го спомнавме, секако исповета, помирувањето со Бога, меѓутоа за самата света причест ние треба да се подготвиме со целокупниот наш живот, пазејќи ги Божите заповеди и отргнувајќи се од гревот и од лошите дела. Во црквата има различни пракси сега во однос на реткото или честото причестување, меѓутоа во главном сето тоа се устројува согласно со советите и насоките кои што ги дава духовниот отец. Значи потребно е почесто да се причестуваме, меѓутоа мерката на причестувањето ни одредува духовниот сепак отец кој што го познава нашиот живот, го познава нашето покаяние вистинско и нашата вистинска ревност за да живееме ние духовно. Значи потребно е постојано будно да бдееме и да стражариме над себе си. Оние кои што редовно ги поста сите годишни пости, кои што поста среда и петок, кои што имаат
секојдневно молитвено правило кое што секојдневно се трудат, нели, се борат со себе си, будно стражарат, нели, се вистински православни христијани во секој миг од денот, преку неделата, не само во неделите кога доаѓаме на света литургија, тие секако добиваат благослов да се причестуваат не само во текот на постите, туку и надвор од постите, со известна мала подготовка. Меѓутоа, како што реков, како што вели Свети Јован Златус, кога на прашањето кои се подостојни за причест, дали оние кои што ретко се причестуваат или оние кои што често се причестуваат, тој вели ниту тие, туку оние кои што пристапуваат со совршена, безпрекорна совест, оние кои што имаат чист живот и постојано се трудат да се отргнуваат од гревот и да живеат во заедница со Бога. Значи, целокупниот наш живот, православен духовен, го нарекуваме литургиски, бидејќи ние постојано, значи преку целиот наш живот, всушност се подготвуваме за да се соединиме со Христа. Треба во нас да ја развиваме и да ја разгоруваме таа желба за да се соединуваме со Христа, наспроти тоа да се потрудиме што поревносно да се подготвиме за да ја примиме достојно светата причест. Значи, никој всушност не сме достојни ние за да ја примиме таа голема милост Божја. Примаме по големата љубов и по големата милост Божја, таа света тајна, тие свети дарови, всушност самото тело и крв Христови, а покајанието и борбата со самите себе си, борбата во однос на духовниот живот, на нашата вистинска подготвеност, секојдневно ние да го исповедаме Христа и со збор, и со дело, и со пример, со целокупниот наш богугоден живот, сушност и не подготвува за да ја примиме достојно светата причест и таа во нас, нели, да почне да делува, да не преобразува, да ни помага во борбата и со искушенијата и со страстите, а недостојно сушност се оние кои што, како што вели во посланието апостолот, оние кои што недоволно се испитуваат себе си, оние кои што не внимаваат на себе си, кои што не принесуваат покаяние, кои што продолжуваат да грешат и да живеат немарен живот, затоа уште тогаш апостолот во посланието го поменува, заради тоа, оти недостојно се причестувате, не се испитувате самите себе си и поради тоа и кај вас има и многу болести, многу страдања, многу искушенија, затоа што недостојно го примате телото и крвта Христови, оти не принесувате покаяние. Значи може да биде за осуда, така ли? Да. Добро, дали секое причестување треба да биде придружено со претходна исповед? Исповета ја споменавте како важна, која треба да претходи или на секоја причест. Но дали секогаш треба да го бараме духовникот за исповед пред секоја причест? Значи, рековме дека во однос на покајанието и исповета постојат и смртни гревови, оние кои што се потешки, кои што не одвојуваат од Бога и од црквата, меѓутоа постојат и гревови кои што се помали, нели, кои што не се смртни, меѓутоа сепак, нели, ја оптеретуваат душата, не беззначени. Значи, оние кои што редовно живеат духовен живот православен, оние кои што имаат свој духовен отец, кои што редовно се исповедуваат, најмалку, нели, 4 пати темелно во или пред или во текот на големите пости, тие, нели, рековме дека добиваат благослов, нели, да се причестуваат и надворот од постите во време на мрсните денови, бидејќи тие се подготвуваат, рековме, со целиот свој живот. Меѓутоа, практика е да Руската црква се уште ја има таа практика, пред секоја причест, макар и да се причестуваат и надвор од постите и во време на постите, верните да се исповедуваат, макар и за оние помали гревови кои што ги правиме секојдневно. Меѓутоа, доколку верникот има духовен отец и редовно, нели, живее духовен живот со молитвено правило, ги почитува сите пости, тогаш ако нема некој грев кој што го оптеретува,
за некои ситни погрешки, доколку нема можност тогаш да се исповеда, има благослов за причест, сепак доколку совеста не го изобличува, секако може да се советува, нели, со духовникот, да се допраша дали може да пристапи. Тогаш, нели, самиот духовник, нели, му дозволува да се причести. Секако тој потоа, кога првата можна прилика, нели, оди и го исповеда и тој грев. Има еден впечатлив случај во однос кога сега новопрославениот старец Порфири, атинскиот старец, го прашал едно духовно чедо: старче, вели, дали можам да се причестам сега во недела? Тој ми речел: дали си гневен на некого? Тој ми рекол: не, тогаш може. Многу треба да внимаваме, значи, во однос на гневот и злопамтењето. Ако во себе не чувствуваме гнев или омраза кон некој ближен, ако не сме оптоварени во срцето, нали, со завис, со љубомора, со гордост, со суета, тогаш секој пат, нели, нема совеста да ни изобличува и може да се причестиме, а да не ни е тоа на осуда, туку на подкрепа и во борбата, нели, со искушенијата, со слабостите и страстите. Меѓутоа, доколку макар и кон еден човек чувствуваме гнев, макар и една помисла да имаме на осудување кон ближниот, макар и со еден човек да сме скарани или да не разговараме или да сме го навредили, а да не сме побарале прошка во однос на наредното прашање ќе зборуваме, тогаш, нели, причеста секако ќе ни е повеќе на осуда, односно телото и крвта Христови може да бидат и оган кој што очистува и кој што преобразува, меѓутоа може да бидат и оган кој што ќе биде на осуда, на уште поголемо оладување кон Бога, уште поголемо студенило, уште поголемо допуштање од Бога на искушенија, на болести и страдања заради наше вразумување. Бидејќи, рековме, ако не се испитуваме себе си, ако не принесуваме секојдневно покаяние и не принесуваме, не се самоукоруваме и не се анализираме себе си постојано, нели, во што ние грешиме кон другите луѓе и не се потрудиме да се поправаме, тогаш и самото причестување ќе ни биде на осуда. Отец, во контекст на тоа дека, што туку помина Тодорова сабота, па многумина се причестуваат, нели? Кажавме дека сме на почетокот на великденските пости. Ќе споменам практиката кај верниците дека постат една недела, се причестуваат на Тодорова сабота, а потоа продолжуваат да не постат, односно го прекинуваат постот. Што во контекст на ова? Дали е тоа дозволено? Да, тоа е честа практика, нели, кај нашиот народ. Меѓутоа, секако дека не е правилна, бидејќи велиме кој греши во една заповед, нели, греши во целиот закон. Значи, за да имаме вистинска корис и духовна од постот, рековме дека треба да се советуваме со свештеник или со духовник да ни одреди мерката на постот. Точно е дека во почетокот потребно е барем првата и последната недела да се потрудиме да ги испостиме според правилото на црквата, да се потрудиме и секако со претходна исповед, покаяние да се причестиме. Меѓутоа, доколку не се потрудиме, макар и ублажено, нели, да го продолжиме постот во останатите недели, тогаш ќе ни биде повторно, нели, причеста и постот повеќе на осуда отколку што е на спасение на душата. Бидејќи ако постиме само ние кога мислиме дека треба, ако постиме само ние кога сакаме или не сакаме, тогаш всушност и се подигруваме со Бога или го искушуваме Бога. Јас честопати велам, не можеме да се пазариме со Бога, бидејќи постот е послушност кон Бога. Постот е прашање на определување на нашата слободна волја. Дали ќе го љубиме Бога или ќе го отфрлиме? Дали ќе веруваме или не? Дали ќе бидеме послушни или нема да бидеме послушни кон Бога и кон црквата? Значи, секако не треба луѓето да се плашат. Телесниот пост секако се ублажува за почетници или за оние кои што се послаби
и телесно и немоќни, оние кои што имаат моментно искушенија, болести, Тоа е во консултација страдање. со Да, во духовник. консултација Да. секако, значи не е постот нешто што треба да не плаши, не е постот нешто што треба да ни представува терет, бидејќи постот е нешто што треба да ни помогне да напредуваме во духовната борба, да напредуваме во духовниот живот, нешто што ќе ни помогне ние да се доближиме до Бога, доколку нели неразумно го прекинуваме постот, доколку неразумно нели преземаме на себе си прекумерен пост, тогаш повеќе го нарушуваме здравјето на телото и здравјето на душата и сето тоа повеќе ни служи за назадување или за погибел, отколку што ни служи за спасение. Секако дека е потребно нели и да продолжиме со постот во консултација со духовникот и повторно нели барем во големите пости последната недела да се потрудиме според правилото да испостиме и повторно за Великден да се потрудиме да се причестиме, односно на самата света литургија на самиот празник. Во контекст на достојното причестување, само сакам да го споменам уште ова, кое што често предизвикува и забуна нели кај верниците. Значи постот, рековме, не е само единствена подготовка за света причест. Значи не е потребно човек само да пости и да пристапи за причест, нели. Во однос на тоа, нели, и свештениците самите прашуваат сега дали тој првин се исповедал, нели, дали се подготвил достојно, дали има благослов од духовниот отец. Значи не е потребно само да постиме. Пред се потребно е да имаме и вистинска вера, да се прашаме себе си дали ние ги знаеме основните молитви, дали го знаеме пред се символот на верата, исповедувањето на православната вера, дали вистински веруваме во телото и крвта Христови, кои што се претвораат на светата литургија, дали веруваме дека ги примаме самото тело и крв Христови, дали вистински веруваме во воскресението Христово, дали сме ние подготвени нели да се промениме себе си. Значи и доколку не прашат нели свештениците дали сме постеле, секако треба да знаеме дека треба да внимаваме на самите себе си, значи треба ние самите да се испитуваме себе си и да не пристапуваме без претходно да се исповедаме, бидејќи денеска ги спомнавме нели честите гревови денеска, за жал нели многу е присутен нели гревот, во неколку наврати претходно го споменувавме, еден од најстрашните гревови денеска абортусот. Посебно во кој што се одговорни не само жените, туку и мажите кои што се согласиле жените или девојките да абортираат. Потоа треба да се потрудиме да се поучуваме вистински во верата. Значи потребно е и да се молиме, да разговараме со Бога секојдневно, односно да се потрудиме да го прибереме умот, да се потрудиме да размислиме за целокупниот наш живот погрешен, да се анализираме себе си, да принесеме покаяние и да бидеме подготвени и понатаму да се трудиме да се доближуваме до Бога, односно да се трудиме да живееме онака како што Бог ни заповедал преку црквата, преку поуките и правилата на светите отци, кои што најнапред самите себе си се победиле во сите слабости, страсти и гревови, па подосна нам ни запишеле и ни пренеле како и ние да се победиме себе си во сите оние гревови и страсти кои што не оптеретуваат, кои што не напаѓаат секојдневно. Непосредно пред започнувањето на великденските пости заврши неделата на простувањето или кај народот познат како прочка. Колку е важно простувањето во духовниот живот? Значи Бог во својата проповед, пред се евангелска проповед, уште самиот Христос во најпознатата негова беседа на гората ни ги поставил основните начала и правила на нашиот православен христијански духовен живот. Значи мора да знаеме дека Бог ни поставил навидум едноставни правила и заповеди, меѓутоа кои што за жал во практика многу ни е тешко да ги исполнуваме.
таму самиот Бог всушност ни оставил на нашата слободна волја ние да одлучуваме за нашата и земна и за нашата вечна судбина. Како? Така што тој во беседата на гората ни вели: со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Не судете за да не бидете осудени. Ако ви им ги простите на луѓето нивните прегрешенија кон вас, тогаш и вашиот небесен Отец ќе ви ги прости вам гревовите. Ако вие не простувате, тогаш и вам нема да ви се прости. И во однос на другата заповед рече: онака како што сакате луѓето да постапуваат со вас, постапувајте и така и вие со нив. Во тоа е целиот закон и пророците. Ако тоа го исполниме, никопат нема да сгрешиме. Така и црквата востановила претходните недели пред великденските пости, беше неделата на Митерот и Фарисеот, првин кога црквата не поучуваше како треба да се молиме, како треба да се смируваме и да пристапуваме вистински кон Бога, со чувство на недостојност, со самоукорување, не со осудување, па потоа неделата на блудниот син, кога не повикуваше кон покаяние, кога ни ја покажуваше и ни ја сведочеше за големата љубов и милост Божја, која што ги прима и најзакоравените грешници. И потоа неделата на страшниот суд, кога не подсетува дека сите ние треба еден ден да застанеме пред судот Божји и да дадеме добар одговор за сите наши дела, за се оно што Бог ни го дал, како сме го потребиле, дали за корист на ближните или само егоистички и самолюбиво за наша собствена корист и за жал погибел на душата. Така и оваа недела пред почетокот на великденските пости, која што е многу важна, неделата на простувањето, во која што се чита Евангелието за простувањето, црквата не подсетива и не потикнува дека пред да започнеме со постот, пред да започнеме да бараме милост од Бога, пред да почнеме да се подготвуваме за да се соединиме со телото и крвта Христови, потребно е од срце и од душа да се смириме, да сватиме дека треба да се обвинуваме за сите наши неволји, несреќи и страдања единствено самите себе си, бидејќи причина за нашите неволји, болести и страдања се самите наши гревови, самиот наш однос лош кон ближните. Дека од срце треба да им простиме на сите кои што не навредиле, кои што ни направиле зло, да не чувствуваме злопамтење и гнев во срцето, бидејќи сето тоа е одраз на нашата гордост и самолюбие. Значи, не сакањето да му простиме на ближниот, она што го направил кон нас е само израз на нашето неверие, израз на нашата лицемерна побожност или нашата лицемерна вера. Бидејќи ако во тој момент ние не сме му погрешили на ближниот, секако сме му погрешиле претходно или со некоја наша постапка или со некој наш збор, или сме направиле кон некој друг некој сличен престап или погрешка, па затоа и Бог сега преку луѓето допушта да не навредуваат, да не изобличуваат, да не укоруваат, за да ние самите научиме да се смируваме себе си и да сватиме дека сме самите апсолутно одговорни, виновни за се што ни се случува. Значи, потребно е да покажеме вистинска вера, да покажеме вистинско смирение со тоа што ние први ќе пристапиме кон ближните, иако тие не навредиле. Колку поголема навреда простиме, колку поголема зло им простиме на ближните, толку поголема благодат ќе добиеме од Бога и поголема награда на небесата. Бидејќи, како што не поучуваат светите отци, ако не простиме на ближните, ако чувствуваме во себе омраза и гнев кон било кој, макар и кон еден наш ближен, залудно ни си и постот, залудно ни и молитвата, залудно ни и причеста. Сето тоа ќе ни служи само за уште поголема осуда на страшниот суд Христов. Отец, неколку пати во разговорот ја споменавте молитвата. Има ли правило по кое треба да се молиме или може самиот човек како чувствува така да се моли? Значи, во црквата ни оставила записи
на молитви напишани од светите отци. Тие ги напишале тие вдахнати од Светиот Дух, нели, кога тие самите достигнале безстрастие и во почетокот, нели, може да се молиме со тие веќе однапред запишани молитви од светите отци кои што ги имаме во православните молитвеници. Меѓутоа, најсилна молитва и она која што е и темел на православниот духовен живот и она која што ги заменува и сите други молитви освен светата литургија е Исусовата молитва, односно Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешниот или грешната. Обично таа молитва се дава во правилото и кај монасите и кај мирјаните, секако тоа мерката на молитвата ја одредува повторно ќе речем духовниот отец, меѓутоа секако луѓето и додека не се исповедале и додека не почнале, додека не нашле духовен отец, секако дека е потребно секојдневно да се молат. Макар со основните молитви, речем Оче наш или Богородице Дево пофалната песна на Пресвета Богородица, и секако да го научат и символот на верата. Меѓутоа, подоцна, кога ќе се подготват, нели, да се помират со Бога после исповета, секако свештеникот или духовниот отец треба да им одреди вистинска мерка и на молитва и вистинска мерка која што ќе може да ја исполнуваат секојдневно како мало молитвено правило кое што ќе им донесе благодат во текот на денот и помош во борбата со секојдневните искушенија и слабости. Што ако се случи расејаност во молитвата, односно ако не сме сконцентрирани на молитвата? Дали треба да се присилуваме или тука да прекине молитвата? Значи, молитвата е една од најтешките работи на светот, бидејќи на неа најмногу се противат и демоните и затоа наоѓаат секакви начини за да ја попречат молитвата. Значи, не напаѓаат и со мрзеливост, и со поспаност, и со расејаност. Затоа што кажавте дека е најсилното оружје. Да, бидејќи молитвата и постот е најсилното оружје, како што им рече Христос на апостолите кога слезе од гората Тавор, кога не можеа да го истерат демонот од оној кој што беше демон обседнат, тогаш им рече не можевте да го истерате бидејќи овој род се истерува само со пост и молитва. Бидејќи најсилно оружје против лукавиот, затоа и најмногу се противат на молитвата, особено на Исусовата молитва. Меѓутоа, секако дека во почетокот Бог не бара од нас чиста, нерасејана молитва, бидејќи ги знае нашите слабости, ја знае нашата немоќ, меѓутоа бара од нас борба. Значи, духовниот живот, православниот духовен живот е пред се трезвеност, трезвена и борба со помислите, трезвена борба со слабостите, постојано присилување на себе си кон исполнување на секоја Божја заповед, постојано присилување на себе си и кон молитвата. Во почетокот Бог дава кај почетниците, кај оние кои што пристапуваат кон Него, голема благодат за да тие се поучат во верата, за да се поучат на духовната борба и за да можат да застанат на нозе како мајката што го учи детето, нели, кога оди. По почетокот го придржува, нели, па го пушта малку само да оди, нели, меѓутоа секој пат е покрај него за да го прифати. Подосна Бог навидум, нели, некој пат се случува да чувствуваме дека како Бог да отстапил од нас, како благодата да отстапила, кога ни е тешко, нели, да се застанеме на молитва, кога со мака, нели, ги кажуваме молитвите, кога ни бега, ни се расејува умот, меѓутоа тогаш Бог е најмногу со нас. Тогаш Бог всушност не испитува колку сме научиле и тогаш всушност ние вистински напредуваме. Кога се присилуваме на молитва, бидејќи вела светите отци, макар и ние да не ги разбираме зборовите молитвата, во моментот да не ги чувствуваме, има некој друг кој што ги чувствува, нели? Лукавиот и се држи настрана од нас. Затоа и во периодите кога ни е тешко да се молиме, треба да се присилуваме, а Бог ќе види и ќе погледне на нашиот труд и во свое време ќе ни даде благодат и ќе не научи како и нерасејано да се молиме и како да имаме вистинска корист и духовна од самата молитва. Вие споменавте дека вистинското славење на Бог сепак се состои од одењето на црква и причестувањето со светите Христови тајни. Колку е важно присуството на светата литургија? Значи, спомнавме дека светата литургија е центар и крунина на нашето живење во црквата
И да не ги заборавиме оние богослужби, нели, кои Да. се во контекст на празникот, во конкретниот случај Великден. Благодата која што добиваме, нели, од присуството и на светата литургија, па и на другите богослужби не може ништо да ја замени. Значи самите богослужби, текстовите на богослужбите го содржат целото учење всушност на црквата, се ја изложуваат целата наша православна вера. Ова го прашувам затоа што често пати се случува дека луѓето помислуваат дека дома ќе се молат, дома ќе бидат во заедница со Бог, а не се потребни литургиите. Затоа е многу важно да објасниме зошто треба да се присуствува на светата литургија. Да, еден свет отец рече, нели, кој ја нема црквата за своја мајка, го нема ни Бога за свој отец. Значи, животот наш во црквата затоа го нарекуваме литургиски, затоа што се врти околу светата литургија. Значи, рековме дека целокупниот наш живот треба да биде подготовка за света литургија. Затоа што ние треба да се трудиме постојано да жеднееме за да се соединиме со телото и крвта Христови. Присуството на литургија е насушно потребно, нели, за секој православен христијанин, бидејќи не само како заповед Божја, туку ние да почувствуваме дека ни е потребно секој, макар тој ден кој што Бог ни го заповедал да го посветиме нему, да го посветиме со присуство на света литургија, со што ќе му благодариме за изминатата недела, за благодата и помошта што ни ја дал во борбата со гревот и со искушенијата, и да побараме молитвена и благодатна помош за престојните наши борби и искушенија. Значи, иако не се причествуваме на секоја света литургија, сепак, нели, е потребно да присуствуваме, бидејќи каноните на црквата ни заповедаат дека оној кој што, јас еднаш го споменав тоа во некоја претходна емисија, дека ако православниот верник неоправдано не присуствува 3 пати поред на света литургија, се одлачува и се исклучува од црковната заедница. Меѓутоа, да не го чувствуваме тоа како терет, туку да го чувствуваме тоа како насушна наша потреба, нели? Потреба од заедничарење со Бога, бидејќи литургијата е молитва за целиот свет. На литургијата целиот собор на верните заедно со небесната црква, бидејќи на литургијата невидливо присуствуваат и ангелите и светителите. Сите заедно го славиме Бога, заедничариме со Бога и се молиме и за живата црква и за оние кои што веќе се преселиле во небесната црква. Молитвите кои што се на литургија, односно честичките кои што ги вадиме, луѓето постојано, нели, знаат дека се даваат имиња за спомнување на света литургија. Честичките кои што ги вадиме на проскомидијата, кога го подготвуваме лебот и виното за да се осветат и да постанат тело и крв Христови на литургијата, се најсилни молитви и за живите и за упокоените, бидејќи на самата света литургија тие ги истураме во путирот во крвта Христова, како ќе се причестат свештено служителите и верните, и велиме: Господи, со Твојата света крв по молитвите на Твоите свети и изчисти ги гревовите на сите овде наши браќа спомнати. Бидејќи гревовите им се бришат преку самата крв Христова. Затоа се молитвите на литургијата најсилни од се. Потребно е да сватат луѓето, бидејќи има една лоша пракса, посебно сега за великденските празници. Јас минатата година на Великден зборувавме околу тоа. Малку се создава една лажна слика кај народот дека има огромно присуство на верници на самото празнување вечерта на Великден. Меѓутоа, потребно е и ние, како свештеници, како клирици, да му кажуваме на луѓето, да ги поучуваме и да ги повикуваме пред се на света богослужба. Значи, малкумина од луѓето и верните знаат дека празнувањето на Великден всушност почнува во 12 часот. Има обичај, кај нас сега гледаме на телевизијата, нели, присуство на огромна толпа на народ пред црквите, пред црквата и во црквата, меѓутоа повеќе во црквата, кога се 3 пати кружи околу црквата, зборуваме за Великден, и кога во 12 часот свештеникот ќе каже Христос воскресе, што го означува почетокот на празнувањето на Великден, а не крајот. Значи, кружењето околу црквата 3 пати го символизира
престојувањето на Христос во адот, нели, во гробот, 3 дена во гробот. Тогаш застануваме пред храмот, го читаме Евангелието воскресно и почнуваме да пееме Христос воскресе, со што означуваме дека Христос воскреснал и почнува празнувањето на Великден внатре во храмот, на светата богослужба, на светата утрена богослужба. Но практика е многу мина да си одат од црквата во тој период. Да, и на светата литургија и секако нели која што завршува со причестување на верните. Значи секој оној кој што нема да се потруди, да се подготви макар и последната недела да се причисти на денот на воскресението Христово, не може ни да се нарече христијанин, уште помалку православен христијанин. Значи голем греф правиме кога доаѓаме на празнувањето на Великден пред црквата, што го практикуваат и јас самиот во мојата младост, нели сум го практикувал кога не сум знаел истото. Кога свештеникот ќе не повика да влеземе во храмот на светата богослужба, да се кршат великденските јајца, да се јадат и да се заминува по кафеани и по кафичи и да се продолжува со погрешното славење паганско на Великден. Со тоа само предизвикуваме уште повеќе гнев Божи, уште повеќе се оддалечуваме од Бога и само лажно покажуваме дека ние сме всушност многу побожни, меѓутоа тоа е од неинформираност, бидејќи луѓето кои што ќе му кажеме, кои што ќе ги повикаме, велат ние не знаевме дека всушност има по тоа богослужба. Значи еве ова е повик исто така и во текот на целата страстна седмица од Велики понеделник има во вечерните часови, во попладневните часови, во 5 или во 6 часот попладне, има прекрасни богослужби кои што го осликуваат целото страдање Христово, целиот оној голготски пат на Христов до Голгота и потоа и воскресението. Посебно се убави службите на Велики четврток, вечерта во 6 часот, кога се читаат 12 евангелија за страдањата Христови, значи целиот голготски пат Христов. Потоа во петок луѓето знаат дека само треба да појдат и да се поклонат, односно да се протнат под плаштаницата во црквите, меѓутоа вечерта исто има прекрасна богослужба кога се пее опелото Христово и се пеат прекрасни статии за погребението Христово, значи целото учење на црквата, целата Христова жртва голготска, нели, таму може да ја слушнеме и да учествуваме и во страдањата Христови и потоа за да можеме уште подостојно, нели, да го празнуваме и воскресението Христово. За саботата има многу суеверија дека тоа е долга сабота и дека треба сите работи да се завршат и потоа достојно да се причека Великден. Како треба да се празнува саботата пред Великден? Да, секако тоа е уште едно големо суеверие на обичај, поттикнат секако од лукавиот, кој што за жал многумина го практикуваат, посебно тука во Источна Македонија. Велика сабота е нарекува точно долга сабота и тогаш велат дека сите мора да излезат да работат, нели? Да. Тие што преку годината помалку работат, тогаш сите излегуваат или на поле или со нешто се вработат. Значи тоа е многу погрешно и работењето на Велика сабота е најголем греф во однос на прекршувањето на деновите кога треба да празнуваме. Значи, Велика сабота е најтежок ден во годината, тогаш кога самиот Христос е во гробот. Често пати кажуваме кога имате некој упокоен дома, дали некој тогаш работи или се занимава со некакви други работи. Сите тогаш седат, нели, го плакуваат и се подготвуваат, нели, за погребение. На Велика сабота ние на богослужбата, на литургијата утрината пееме се што дише да молчи, секоја твар да молчи. Значи и самите врапчиња малтене и најмалите созданија Божии тогаш пребиваат во мир и тагуваат заради голготската Христова жртва, заради пребивањето на Христос во гробот. Затоа овој апел до сите да се потрудат Велика сабота да не се трудат да работат и да презимаат некакви работи, бидејќи со тоа ја повредуваат и Христовата голготска жртва, со тоа покажуваат, нели, и неверие и непослушност кон црквата и со тоа уште повеќе навлекуваат врз своите семејства и гнев Божи и осуда, исто како и што
спомнавме со погрешното празнување на Великден, да се потрудат тој ден да се подготват секако нели околу празничната, може да се погрижат околу празничната великденска трпеза за наредниот ден, меѓутоа да не презимаат никакви посебни работи тогаш. Исто да спомнам да нема забуна луѓето, значи секако дека не е греф нели да работат на Великден и кафеаните и ресторантите, меѓутоа тоа да биде по завршувањето на богослужбата, по завршувањето на светата литургија, кога верните ќе се причестат и потоа продолжуваат со празнувањето на Воскресението Христово. Така. Отец има уште многу да се зборува, толку ни дозволува времето во емисијата. Јас повторно ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи и за сите верници, за достојно да го пречекаат Великден и секако постите кои започна минатата недела. Се надевам повторно ќе се работуваме, повторно ќе бидете наш гостин, има за што да се зборува со вас. Ви благодарам и вас на поканата и се надевам на скоро видување. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме православна ризница. Разговаравме со игуменот на Лесноскиот манастир, отец Дамаскин, за простувањето, за молитвата, за исповедта, за причеста. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите отци. Довидување.